Ние како влада преферираме редовни парламентарни избори, но доколку опозицијата посака избори ќе имаат, ние сме тука да ги организираме и да победиме. И фрли ракавица премиерот Христијан Мицковски на опозицијата. Само сакам да констатирам факт дека ние влегуваме во втората половина од мандатот и политички умно е кога ќе влезете во втората половина на мандатот да бидете подготвени на секакви сценарија. Ние сме кажале дека наша опција која што ја преферираме како влада е редовни избори во 2028 година. Но сме подготвени секогаш како политичка партија, доколку тоа опозицијата го бара, да излеземе на терен и повторно да победиме. Во однос на најавената владина реконструкција, Мицковски изјави дека разговорите за неа почнуваат од следната недела. Следната недела ги започнуваме со коалицијските партнери разговорите. Најпрвен сакам да ја слушнеме визијата, да видиме дали таа визија се поклопува, а дури потоа можеме да зборуваме за кадровски решенија. Во изминатите денови кадровски освежувања спроведе ВМРО ДПМН. Станува збор за 30% нови луѓе кои што сега добиваат можност да покажат, да работат не само за партијата, најважно е да работат за државата. Така што на овој начин остануваат уште некои мали финеси да се доусогласат во следната недела и јас очекувам уште тие мали финеси да бидат усогласени, така што покрај новиот состав на извршниот комитет, новите претседатели на општинските комитети ќе дојдат и освежувања во другите структури на партијата.